Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Зошто страдаме? Треба ли да страдаме и до кога ќе страдаме? Во сегашните тешки и несигурни времења, мнозина не знаат зошто страдаат. Дури и ние христијаните се прашуваме понекогаш зошто имаме вакви страдања. Но Божиот збор секогаш не охрабрува да можеме да се соочиме со нив и да издржиме. Страдањето секако е универзално. Страдањето дојде поради гревот во Еденската градина на првите луѓе Адам и Ева. Адам и Ева, како Божјо создание, станаа непослушни и со нивната непослушност станавме сите ние Божји непослушници. Овие настани можете да си ги прочитате во првите 3 поглавја од книгата Битие. Библијата вели дека целото создание страда. Тоа го вели Павле во Римјаните 8 глава. Еве што вели тој. Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маќи досега. И не само тоа, туку и ние кои го имаме духот како прв дар, ние самите воздивнуваме во себе, чекајќи го посинувањето. Чекајќи го откупувањето на нашето тело. Сите луѓе на некој начин сме поврзани и знаеме дека сите од нешто страдаат. Затоа мнозина се прашуваат, или и некои христијани се прашуваат, ако е Бог толку добар, како што е прикажан, зошто јас страдам или зошто другите страдаат? Ако Бог е семоќен Бог, зошто не ме избави од страдањето? Некои христијани учат дека верните во Христос не треба да страдаат или да бидат болни, повикувајќи се на некои стихови од Библијата кои зборуваат за здравје. Пример, со молитвата Татко наш, каде што се вели да биде Твојата волја како на небото, така и на земјата, имајќи предвид дека на небото нема страдање, па оттаму и идејата дека не би требало да има и на земјата страдања. Но ете христијаните навистина се разболуваат, страдаат, имаат болки, па и умираат. Христовото откупување на крстот не значи дека нема да има страдање, туку не повикува да се соочиме со страдањата. Тоа што ние целосно го посакуваме ќе биде во небото, така што еден ден, во вечниот ден, Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи и нема да има веќе смрт, ни тага, ни плачење, ниту болка. Тоа е запишано во Откровение 21 глава од 3 до 7 стих. Кога верните страдаат, тие имаат надеж, затоа што знаат дека тоа страдање е кратко, а благословите на небото се вечни. Апостол Павле во 2 Коринтјаните 4 глава вели вака: затоа не се истуштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден, зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава, зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо, зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Еве, почитувани, ќе дадам 5 основни причини за страдањето. Како прво, живееме во свет отпаднат од Бог. Иако генерално е точно дека Бог ги наградува праведните, а ги казнува лошите, има моменти кога страдаат и праведните и лошите заедно. Па така, човекот се чуди и не му е јасно зошто го има и кај едните и кај другите. Од кога Адам и Ева сгрешија, знаеме дека нашето заедништво со Бог се прекина. Настана духовна темнина, мрак и пустош во човечкото битие. Па така, може да се каже дека во овој живот, како верници, се уште можеме да гладуваме, да се разболиме од некоја тешка болест, да ни се роди хендикепирано дете или да умре, да тагуваме и на крајот да умреме и ние. Павле во Римјаните, 8 глава, вели вака: зашто сметам дека страдањето на сегашното време не се ништо во споредба со славата, која ќе ни се открие нам. Зашто сето создание со нетрпеливост или нетрпелив копнеш го очекува
откривањето на Божите синови. Имено, созданието и беше подчинето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го подчини, во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето во слобода на славата на Божите деца. Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маќи досега. И не само тоа, туку и ние кои го имаме духот како прв дар. Ние самите воздивнуваме во себе, чекајќи го посинувањето, откупувањето на нашето тело. Зашто во оваа надеж ние се спасивме, а надежта која се гледа не е надеж, зашто кога некој нешто гледа, зошто да му се надева. Колку се величествени длабоки овие зборови на Павле. Тоа е толку силно и вистинито што луѓето од овој свет, кога би го знаеле тоа, би научиле цела наука која ќе им биде од полза, отколку да учат науки кои се противаат на Бог. Зошто страдаме? Како второ, гревот. Бог како суверен и владетел на сите луѓе може да казни некого за неговите грешни дела и постапки. Во Библијата е полно со примери каде што Бог казнува поединци, семејства, па и цели народи. Тоа се должи на фактот што тие ги прекршиле неговите норми и правила, неговите заповеди, и затоа се соочуваат со такви непријатни казни. Во Стариот и Новиот Завет Бог казнува и допушта да има страдање, не поради нешто друго, туку поради човечките погрешни избори во животот. Например, во пророкот Еремија 2 глава 19 стих е запишено вака: Твојата нечесност те казнува, твоето отпадништво те осудува, свати и види како е тешко и горко, зашто го остави Господ својот Бог, зашто го нема веќе мојот страв во тебе, зборува Господ Бог над воинствата. Но, мора да бидеме прецизни дека сите страдања не доаѓаат од гревот. Исус рече дека некои страдања можат да послужат и за Божја слава. Тоа е настанот за слепиот човек кога учениците го прашаа кој сгрешил, тој или неговите родители да се родил слеп. Исус им рече дека ниту тој сгрешил, ниту неговите родители, туку да се покаже Божјата слава преку тоа. Тоа е запишано во Јован 9 глава 1 и 7 стих. Значи има две нешта. Човекот може да страда поради сопствениот грев, ако греши против Бог, и да се покаже Божјата слава преку некоја личност. Трето, поправка. Бог е добар родител и сака неговите деца да растат и да бидат зрели. Тој понекогаш користи метод на дисциплинирање за наша корист и полза. Тоа е запишано во Евреите 12 глава. Таквата дисциплинска мерка не изгледа дека е за радост, туку во тоа има страдање и неволја. Но зошто Бог го прави тоа? Целта е да имаме учество во неговата светост, вели апостол Павле, и да бидеме слични на Исус Христос. Таквата дисциплинска мерка понекогаш сите сме ја почувствувале и знаеме како изгледа тоа. Но, верникот не гледа во тоа можност за негодување против Бог, туку радосен крај и добар исход од сето тоа. Четврто, испит на нашата вера. Страдањето може да ја изгради нашата вера, за да можеме подобро да му служиме на Бог. Апостол Павле вели вака: Возлюбени, не чудете се на огненото испитување, што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично. Туку, радувајте се дека учествувате во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се веселите при откровението на неговата слава. Блажени сте ако ви префарлуваат за Христовото име, зашто тогаш духот на славата и Божјиот дух почива врз вас. Вистина, од нивна страна тој е похулен, но од ваша тој е прославен. Тоа е запишено во првото Петрово писмо, 4 глава. Преку страдањата Бог не обликува и не формира во луѓе кои го почитуваат вистински неговото име
им даваат благослов на другите. И како петто, страдањата доаѓаат понекогаш за христијаните поради прогонство. Мора да се знае и тоа дека следењето на Христос вклучува страдање и искушенија. Павле го гледа страдањето за Христос како привилегија, а не како нешто од што треба да се ослободи целосно. Да се страда заради прогонство, тоа е чест. Еве што вели тој: зашто вам ви се даде милост или благодат заради Христос, не само да верувате во Него, туку и да страдате заради Него. Тоа е запишено во Филипјаните 1 глава, 29 стих. Еве и друг стих од истото послание. За да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт. Само еден голем апостол може вака да се изрази. Како е можно да се соочиме со страдањето? Иако Библијата ги дава овие 5 објаснувања за страдањето, сепак таа не дава лесен одговор зошто одредена личност во одредена ситуација страда. Например, Јосиф во Стариот Завет, синот на Јаков, страдаше поради туѓите гревови, поточно гревовите на неговите браќа. Но, иако браќата на Јосиф имаа лоша намера да му наштетат, Бог имаше добра намера да постигне преку неговите страдања добри нешта, вклучително и спасување на многу животи, не само од неговото семејство, туку и од животите на египетците, кои немаа никаква врска со нивниот род. Во Битие 50 глава, 20 стих, понекогаш може да биде многу тешко да се забележи Божјата работа во нашето страдање, но таму можете тоа да се го прочитате и да видите каков е Божјиот план. Библијата не учи како да се соочиме со страдањето. Христовиот крст е темел, каде што можеме да ги видиме работите такви какви што се. Иако страдањето е се уште присутно, верата верува дека смртта ќе умре, ќе ја снема, кога Бог ќе воспостави се ново, како што е запишено во Откровението 21 глава. Страдањето конечно ќе заврши, кога ќе заврши Христовата победа над гревот и смртта во сегашниот свет. Соочување со страдањето. Христијаните се охрабрени од фактот што Исус Христос ги победи страдањата на крстот. Бог во личноста на Исус страдаше и се уште страда за нас, застапувајќи се во молитва. Крстот зборува за Божјото присуство во нашите страдања. Крстот не подсетува дека Бог нема да не изневери, ниту ќе не остави. Затоа можеме храбро, смело да се соочиме со страдањето и да се издигнеме над него. Зар тоа не е охрабрувачки? Кога страдаме, Бог е со нас, не сме сами. Исто така, имаме браќи и сестри кои се молат за нас и не сакаат. Таа љубов е вистинска и охрабрувачка. Зар не си го почувствувал тоа? Колку пати во време на страдење од било каква природа, многу браќи и сестри се нашле да ти помогнат. Тие ти помогнале да имаш храна, материјална поддршка, утешни зборови, заедничка молитва и така натаму. Значи, страдањето не повредува и ранува, но можеме да бидеме исцелени давајќи ја на другите љубовта и грижата. Страдањето може да го зајакне или пак да го оштети карактерот. Тоа е многу важно. Кога страдаме, нашиот карактер можеби никогаш веќе нема да биде ист. Резултатот зависи од нашиот одговор. Некои луѓе стануваат огорчени, јадосани од страдањето. Не можат да се помират со фактот на самото страдање, туку може да игра улога горделивоста. Зар јас да страдам? И со тоа не само што страдаат физички, туку се нафрлуваат уште повеќе душевно страдање. А други со силата на Светиот Дух стануваат уште посилни, попонизни и поприфатливи за Бог. Страдањето ни дава можност да им ја покажеме на другите вистинската вера, истрајноста и Божјата работа во нашите животи.
a krajniот резултат е прославување на Исус преку нашиот живот. Имаме надеж. Конечно, со нетрпение, како наново родени верници, го очекуваме крајот на сите страдања во животот што доаѓа по смртта. Знаеме дека Бог немаше намера човештвото да страда. Бог не го создаде Адам и Ева и сите нас со намера да страдаме. Мораме така да мислиме, зашто би било нелогично да тврдиме дека Бог го создаде човекот токму со таа намера да страда и од тоа да произлезе добро. Затоа со радост му служиме на Бог, бидејќи ќе дојде ден, и тоа брзо, кога ќе влеземе во неговата радост. Апостол Павле, како што читаме, имаше многу страдање. Еве што вели тој. Освен што Светиот Дух ми сведочи во секој град, велејќи дека ме чекаат окови и маќи, страдања. Но мене ни најмалку не ми е за душата, само да го завршам радосно својот пат и службата, што ја примив од Господ Исус, да го посведочам потполно Евангелието на Божјата благодат. Тоа е запишено во Дела на апостолите, 20 глава. Евангелието на Исус Христос, или поточно речено, Исус ни даде живот и тоа живот во изобилие. Тој живот можеме да го споделиме со сите кои страдаат. Плачеме за другите што страдаат, затоа што знаеме дека и другите ќе плачат за нас. Нашата надеж за конечно ослободување од се не вооружува да се соочиме со страдањата без страв, зашто не очекува небото, каде што ќе нема страдање, каде што ќе нема плачење, тага и смрт. Еве, сега знаеме зошто страдаме. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.